Да ве поздравам, да се заблагодарам. Најлепша хвала Борису Керно, не, за тоо организација. Сум право весела да сум ту, не, у Љубљани, па за и по себе да е то наше среќање. Мило ми е, ги поздравувам сите драги колеги и сите со кои се гледаме постојано. Јас сум еве таа денеска која што со третата секција, значи, продолжува и бидејќи сум прва на ред, ќе почнам со мене. Да. Добро. Значи, јас ќе зборувам за градацијското зборообразување во македонскиот јазик во социолингвистички контекст. Значи, малку сега од една поинаква страна. Значи, во последно време навистина ме интересира зборообразувањето од функционален аспект. Значи, тука на некој начин допирам доста до функционалните стилови и токму затоа можеби и во последните мои излагања ги користам токму тие извори кои што на некој начин постојано се присутни, а воедно имаат големо влијание, би рекла, и потикнуваат, значи, формирање на нови зборови. Целта е да се представат, значи, зборообразувачките можности на македонскиот јазик во насока на образување деривати од иста мотивирачка основа, како дел од градацијското зборообразување, потикнато од социолингвистички фактори, како тенденција на начинот на изразување, особено во публицистичкиот, односно новинарскиот и во разговорниот функционален стил, а во насока на експресивно обојување на изразот, како и семантичко диференцирање. На почеток нешто малку општо, значи од формален аспект, Кирил Конески во монографијата посветена на зборообразувањето во современиот македонски јазик од 95-та година, зборува за зборообразувачко гнездо, истакнувајќи дека сите истокоренски зборови, поставени во соодветен зборообразувачки мотивационен однос, формираат зборообразувачко гнездо. А носител на гнездото е немотивираниот збор. Во мотивационен однос со него дериватите се поставуваат како оделни зборови или во зборообразувачки низ. При тоа наведувајќи го примерот убав и од него изведени. Убавост, убаво, убавина, убавка, од убавка, убавко, убавец, убавица, убавичок, убаве, убавење, разубави и така натаму, како што можете да видите на слайдот. Повикувајќи се на Тихонов, зборообразувачкото гнездо представува најсложена структурна единица во зборообразувачкиот систем, бидејќи ја содржи целосната деривацијска парадигма на една мотивирачка основа. При тоа се разгледуваат вертикалните и хоризонталните врски на дериватите со цел појаснување на оделни појави во зборообразувањето, особено од современ аспект, како што се продуктивноста, експанзивноста, фреквентноста на потребата и слично. Од семантички аспект. Деривацијата е семантички мотивирана, а истата е резултат на перцепцијата, тоест воспримањето на светот и потребата на експресивен начин да се соопшти субјективниот став на испраќачот на пораката со искористување на зборообразувачкиот потенцијал на јазикот. Со други зборови станува збор за семантичка деривација базирана на теоријата на концептуалност, а во функција на јазикот преку моделите за градацијско зборообразување. Она што е заедничко за сите наведени деривати е нивната употреба во преносно значење. Се зголемува полисемичноста кај дел од лексиката, односно сите представуваат примери на семантичка деривација како еден од најзначајните процеси кои го сликуваат системскиот процес на информации од семантичкиот континуум во лексиконот на јазикот, базирајќи се на антропоцентрично спацијалната теорија за јазикот според Тополинска, и кај повеќето примери се забележува контекстуална употреба со негативна конотација. Семантичката деривација овозможува анализа, се извинувам што е малку, значи, семантичката деривација овозможува анализа на хронолошкиот развој на семантичките компоненти вградени во лексичките единици. На тој начин можеме да утврдиме како од поидовната семантика, значи од значењето на дадениот корен, до значењето на анализираниот назив нараснуваат поттикнати од амбиенталното обкружување, асоцијативни низи во кои се содржани основните семантички компоненти. Во текот на јазичната еволуција, основните семантички компоненти представуваат нераскинлива врска со формалните деривати од соодветниот корен.
Овој став ќе го подкрепиме подпирајќи се на антропоцентрична специјалната теорија за јазикот, што ја спомнавме, односно ќе се обидеме да ги верификуваме поставките дека јазикот во текот на својот развој се обидува на најверодостоен начин да ослика таа човекова концептуализација на светот. Надоврзувајќи се на оваа теорија, Јанкуловски во прилогот посветен на формалната и семантичката деривација на прасловенскиот глаголски корен во македонскиот јазик, зборува за еден нов пристап кон описот на зборообразувачкиот систем на македонскиот јазик, на кој што се работи последниве години во Истражувачкиот центар за реална лингвистика при Македонската академија на науките и уметностите и кој се состои во истражување како се создаваат лексеми во рамките на едно зборообразувачко гнездо, односно групи лексеми деривирани од иста зборообразувачка база во форма на коренска основа. Поидовна е тезата дека нашиот вокабулар представува одраз на нашата концептуализација на светот, а појавувањето на новите импулси не наведува да бараме веќе постојна семантичка база во нашиот вокабулар, која што би можела да послужи за подлога применувањето на новиот објект, независно од тоа дали му припаѓа на материјалниот или на абстрактниот свет. При што, доколку се најде таква база, таа му ја пренесува својата основна семантика на новиот дериват. Оваа поидовна семантика е обединувачка за целото зборообразувачко гнездо и представува нераскинлива врска во текот на формалниот развој на лексичкиот фонд. На тој начин процесот на семантичка деривација го возможува наблюдувањето на системскиот пренос на информации од семантичкиот континуум во лексиконот на јазикот. Неколку збора за градацијското зборообразување од социолингвистички аспект. Повторно проблем со терминологијата. Како воопшто и се дојде до ова именување како градацијско зборообразување. Значи, станува збор за мотивација потикната од потребата за пренесување на информацијата во социјален контекст и разгледувана од функционален аспект. Поточно во публицистиката и во разговорниот стил како дел од функционалната стилистика. При тоа зборообразувањето се јавува како алатка за пренесување на пораката од испраќачот до примачот на пораката како крајна цел. Кога зборуваме за градацијско зборообразување, самиот избор на терминот е токму семантички и концептуално мотивиран, во смисла надградување на експресивноста преку суфиксална деривација, а како мотивирачка формална основа се јавува именката и главно се однесува на вршителите на дејство и носителите на некое својство или вештина, во поголема или во помала мера, како што е тоа наведено евдека во примерите. Ке се задржиме конкретно на следните зборообразувачки низи. Во македонскиот јазик министер, министерче, министериште, министерува, министерување. Аналогно на тоа исто и од именката директор, директорче, директориште, од декан, шеф, професор, професорче, професориште, професорува, професорување и така натаму, мајстор, новинар. Семантиката, кај примерот министер, министерче, министериште се движи во насока мал наспрема голем, односно неуспешен наспрема успешен, што во себе го содржи градацијскиот признак. Деривацијата се надградува со образувањето глаголска форма, министеруваш со значење води министерство и глаголска именка министерување како дел од тенденцијата за образување номинални фрази, типични за публицистичкиот стил, а резултат на економијата во јазикот, обете форми употребени со саркастична, експресивна, негативна конотација. Моделот е исти за останатите горе наведени примери, кои што веќе ги гледате, во интерес на времето, нема да ги читам сите. Примери во функција. Значи, примерите се преземени од публицистика, од разговорниот јазик, од различни портали. Некако чувствувам потреба да го прочитам практично првиот и вториот пример. Погледнете како тоа звучи во еден новинарски напис. Секогаш ми е драго кога ќе видам значаен министер, висок функционер, голем директор, поситен шеф и најситно како ногте олцкаво шефче, како го возат и развозуваат во службена кола. Конечно се појавува тој, важниот тој, шефиште, директориште, министериште. Хоштаплен министерче со хоштаплерски крај, објавен во хоштаплерска телевизија со хоштаплер новинарче.
викна поштаплерчето од јавниот национален сервис за да го лапа и шмука пред камери, додека овој не лажи тоа на јавниот сервис, како тој го донел интернетот во земјава. Скапан и расипан крај на расипано министерче. И така натаму. Иако зборобразувачката низа во наведениот модел не е целосно исполнета кај сите именки од наведениот тип, како што е тоа да речеме со политика, политичарче, политичарище да, политикува не, сепак низата се надополнува со дериватите политика, политичарско, политиканство, употребени повторно со експресивно, главно негативно обоено значење, што ја потврдува тезата за ефектен новинарски израз, стилски обоен и со одредена семантика, поттикната од концептуалноста и преносот, како што беше кажано, на семантичкиот континуум во лексичкото обогатење, со искористување на постоечката база на македонскиот јазик и зборообразувачките можности што ги нуди јазикот. Тоа е како што е во примерите што следат. Значи, не судењата на различни криминалци, ганстери во политичарско руво, потоа политиканството и политиката и така натаму. Градациското зборообразување низ примери од публицистичкиот и разговорниот стил. Како што беше наведено погоре, наша цел е да се представат зборообразувачките можности на македонскиот јазик во насока на образување деривати од иста мотивирачка основа, процес поттикнат од социолингвистички фактори, а како тенденција пред се на начинот на изразување, особено во, како што рековме, публицистичкиот, односно новинарскиот подстил и во разговорниот функционален стил, а во насока на експресивно обојување на изразот како и семантичко диференцирање. Се забележува експресивност, особено кај титулите и кај одделните професии, и тоа во публицистичкиот стил пред се, поради ефектноста на изразот во социолингвистички контекст, особено при изразувањето негативна конотација, како што тоа беше наведено кај примерите директорче или директориште, значи едно наспрема друго, министерче или министериште, новинарче или новинариште и така натаму. Ова е еден од начините за изразување критичко мислење во однос на одделни случувања во општеството, при што можеме да забележиме практично дека преку ваквите форми, значи ваквите деривати, значи се представуваат цели изрази кои што се најчесто емотивно обоени. Следат значи низа примери, еве еден од тие кој е интересен денес кога светот е полн со апсурди интелекти, се среќаваме како едно наше надобудно фраерче, интелектуалче, универзитетско професорче, видно политичарче и министерче, напати сме и така натаму, значи продолжува примерот. Интересен за нас од секогаш, значи во македонскиот јазик е суфиксот джија, со варијантата чија од турско потекло, кој инаку се смета за разговорен и кој е постојано продуктивен и кај новоформираните деривати, значи се почести се образувањата од типот значи форум, форумџија, филм, филмаџија, портал, порталџија и така натаму, притоа не изразувајќи го секогаш негативниот став, туку напротив, значи спротивното. Музички поздрав до одбран филмаџија или форумџика. Овој пат филмаџиите се решени да не му премолчат, близок пријател порталџија и така натаму. Кога некој не го бидува за писател, станува порталџија. Или моторџија, моторџиче. Значи интересни образувања кои не се многу фреквентни во македонскиот јазик, но се повеќе присутни, особено во овој функционален стил. Семантиката на употребата на овие деривати означува позитивна карактеристика. Голем љубител, значи, тоа е филмаџија, форумџија, порталџија или пак мал љубител. При што признакот голем наспрема мал, употребен во позитивна конотација, е повторно присутен како дел од градациското зборообразување. Следат и други примери на кои што многу не мораме да се задржуваме, меѓутоа во кои што доаѓа до израз креативноста, особено преку социјалните мрежи. Криминалецот криминира, новинарот пак новинарува и така натаму. Погледнете го примерот со карневал, значи Струмица се подготвува за карневал, карневалџиите ги прават последните подготови, карневалски денови, карневалисти, карневалска вечер и така натаму. Во прилогов посветувам еден дел и на градациското зборообразување и вештачката интелигенција врз одделни примери,
зашто мојата драга колешка Ирена Страмнич Брезник веќе на самото отворање значи веќе даде некои информации на кои што јас само можела да се надоврзам и да ги потврдам. Право така како си же поведала Ирена, не, у своем излагању. Значи, она што во последно време е актуелно и ни задава особена грижа, а воедно го потикнува и нашиот интерес, тоа е секако вештачката интелигенција и особено како таа се снаоѓа практично кога станува збор за експресија, односно изразување на субјективниот став на говорителот во даден контекст, кој најчесто содржи субјективна емотивна обоеност, поаѓајќи од тоа дека вештачката интелигенција не изразува емоции. Накусо би го представила овој јазичен модел кој вам ви е познат, но со збор 2, нечи за ChatGPT зборувам. Во последните неколку години се бележи, знаете, висок дострел во развојот на вештачката интелигенција и во создавањето виртуелни асистенти, чатботови и големи јазични модели. Познати ви се информациите дека ChatGPT е обучен да комуницира на околу 100 јазици, вклучително и на македонски. Благодарение на огромниот корпус на водателци со кои е трениран овој модел, може да разбере и да генерира содржина од различни области на различни јазици, што го прави универзален и примелив во различни индустрии и за различни цели. Во овој момент една моја докторантка токму тоа работи, нели, на македонскиот јазик и вештачката интелигенција, така што резултатите за некоја година ќе бидат сигурно достапни и интересни. Може да се препозна и да одговори на емоционалниот тон во текстот, односно благодарение на образците што ги научил од податоците за обука, може да генерира одговори кои би биле типични за човекот во даден емоционален контекст. Може да биде неверојатно корисна алатка за генерирање содржини, меѓутоа има и голем број ограничувања. Имено понекогаш може да халуцинира, како што тоа беше предмалку представено. Да дава одговори што се невистините и со тоа да ја нарушува максимата на квалитетот. Сепак и покрај недостатоците, ChatGPT може да биде корисна и применлива алатка во многу дејности, вклучително тука и во лингвистичките истражувања. И за крајот би сакала токму во тој контекст да покажам накусо една комуникација практично со вештачката интелигенција, сакајќи тука да ја покажеме експресивноста и како реагира во однос на формирањето одделни деривати со одделна експресија. Секако му се дават задачи во кои што велиме да наведе низи на именки, глаголи, придавки и така натаму од исто зборообразувачко гнездо. Наведени се примерите, ги гледате, филм, мајстор, директор и така натаму, при што од него бараме да бидат вклучени сите други можности, меѓу другото, феминативи, деминутиви, хипокористици, аргументативи, пеоративи и така натаму. И сега еве ги низите, на зборови од исто зборообразувачко гнездо за дадени зборови, ни одговара ChatGPT, предпоставам дека добар дел од вас го познават овој модел, и погледнете ги сите можни варијанти, како и варијанти до кои што мислам дека дури ни македонскиот говорител не се сетил, и направил нови образување. Во овој случај ве погледнете ги се филмови, филмче, филмографија и така натаму, при тоа дава одредени објаснувања тука. Истото е да речеме и со директор, или да речеме директор како глагол го третира диригирам, значи директор во контекст на управување, сепак дава едно мало појаснување тука. Потоа истото е и со министер. Неколку примери погледнете, со форум, форуми, форумче, форумска, форумувам. Истото е и со политичар. И интересни се, гледајте овие образувања од типот филмаджија, повторно со суфиксот джија, филмаджика, пак е деминутивните форми. Погледнете што се има. Филмови, филмче, филмографија, филмски работник, филмаджија, филмаджика, филмски режисер, филмски актер и така натаму.
при што, значи, употребени во контекст, ги употребува во даден контекст и дава соодветно објаснување. Од тука имаме, гледате, и филмаджика, секако феминитив. И на прашањето што значи да филмува, одговара дека е тоа глагол кој значи снима филм. Овој глагол се користи за да се опише процес на создавање филм и така натаму, поврзани со, значи, продукција на филм. И, значи, во тој контекст само уште би сакала да наведам на прашањето дали може, како го толкува изразот тој е голем филмаджија, само ти прави филмови. Значи, тој вели дека значи се јавува и со други означење, изразот е тој е голем филмаджија, само ти прави филмови, има фигуративно значење и најчесто се користи во колоквијален контекст, вели, и дава што се тој значи. Целосниот израз значи дека таа личност има навика да измислува и преувеличува работи, правејќи ги да изведуваат многу подраматични, комплицирани од она што навистина се. Дали може да се изведе диминутив од филмаджија? Од, значи, следното би било од форум, од форумџи, значи тој вели дека може да се направи диминутив како форумџи и ња. Значи, постапува по свое. Следат низа други примери, толкувања, како ги толкува вештачката интелигенција. Еве, гледате, што кажува за форум джикичка, форма која што не се користи и не постои, и на крајот, значи, би дошла до заклучокот. Само момент. Се извинувам, малку со примерите. Значи, дека зборуваме за изворедно богатство на форми кои го сликуваат зборообразувачки. Токму низ процесите на деривацијата може да се наблюдуваат асоцијативните низи, кои често водат потекло од основните човечки дејства и состојби, како и низ представениот материјал, емоции, а воедно представуваат одраз на нашата концептуализација на светот, при што појавувањето на новите потици не наведува да бараме веќе постојна семантичка база во нашиот зборовен фонд, која што би можела да послужи за подлога во формирањето на низата, дополнително градацијски оформена со пренесување на концептуалноста во представувањето на реалниот свет преку мисловното, абстрактното, метајазичното, сепак представувајќи го менталниот свет како дел од општественото обкружување. При тоа би сакала да ја нагласам важноста на зборообразувањето како дел од науката за јазикот, која ја докажува својата интердисциплинарност и представува вистински спој меѓу формата, значењето и концептуалноста. Благодарам за вниманието. Хвала за позорност.